Јас сметам дека мажите требаат први да пишат, но јас имам срам да пишам прва. Вистина тоа, ако сакам нешто, не ми било тешко, ниту пак срам јас да превземам нешто, но има различни игри, да кажам, еве народски кажано, за пуштање. Тој ќе ми лајкне, јас ќе му лајкнам, па тој ќе ми пише, па јас ќе чекам 20 минути, па после ќе му пишам. Ќе го оставиш на син 20 минути? Не, на Deliver, демек не на сум видела. Deliver, нема да ја отвориш уште, да, добра. Да, така да има некои интересни игри, ама интересно е само доколку некој навистина ти се допаѓа. Ако не ти се допаѓа, тогаш ништо не е интересно. Здраво, ова е подкастот на Сакам да кажам, за секако по нешто. А вечер денеска имаме најубава гостинка, тоа е Чарна Невзати, мис на Македонија. Ако дозволиш така да те представам за почеток. Да, благодарам многу за поканата, чест ми е да бидам гостин. И мене ми е мило што се гледаме повторно. Имавме убава соработка пред некој ден, во месецот посветен на машкото здравје. Ти вежбаше заедно со нашиот соработник Иван Крстевски. И пративте многу убава порака, па ме интересира што мислиш ти воопшто за грижата за машкото и женското здравје. Да. Па дали младите на твоја возраст, ти имаш 20 години, се грижат денес? И па да, најпрво ќе кажам дека ми представуваше огромно задоволство да учествувам во таа рубрика за машкото ментално здравје, нели по повод ноември, новембар, нели месецот на бркот, но и на машкото ментално здравје. Многу е важно женското здравје, машкото здравје, менталното здравје е многу важно и како што нели зборувавме и во видеото јас и Иван, многу е важно не само физичкото здравје, нели колку тежина може да се подигне и сето тоа, туку е многу битно и менталното здравје. Ќе го искористам терминот во каков headspace сакаме да бидеме, да имаме позитивен начин на размислување, здрав начин на размислување, така што менталното здравје е многу важно. Затоа што важно е за некој да живее, да расте, да се развива, да оди напред. Колку се грижи твојата генерација за менталното здравје? Па сметам дека не се грижи доволно. За жал, еве ќе се надоврзам, машкото ментално здравје е за жал се уште табу тема и не се обрнува многу внимание, но се надам дека барем малку со ова наше видео можеби тоа ќе го разбиеме тоа табу и нема веќе да биде срамота, нели, ниту да се збори, ниту пак да се грижи за менталното здравје. Бидејќи тоа не е знак на слабост, туку на свест дека ако имаме некој проблем треба да го решиме. Многу си поздрава за своите години. Ти го кажале тоа и други? Да, ми го кажале. Јас мислам дека тоа најмногу се должи бидејќи јас од мали нозе разговарав со постари луѓе и мајка ми ме третираше исто од мала како постара, мислам, нормално никогаш ми немаускратено од моето детство, но секогаш зборела со мене како возрастна, јас сум зборела и во градинка со моите наставнички, и сега на факултет зборувам со професорите, така да. Мораме да кажеме на почеток која ти е мајка, Кренара Невзати Кери, познатата сценска кореографка и професор по сценски движење на ФДУ. Јас ја знам, а не сум ја видела 20 на години, можеби, повеќе пред да се родиш ти. Како беше растењето со мајка ти? Веројатно многу ти има научено. Да, многу има научено. Преубаво беше растењето. Јас можам да кажам дека се сметам дека сум многу богат човек, бидејќи имам таква мајка, бидејќи мене мајка ми е се. Значи, мајка, татко, сестра, најдобра другарка, советник, психолог, фотограф, буквално се. Така што јас сум, растењето ми беше навистина преубаво, секогаш ми помага, ме учи на најубавите вредности, така што, да. Рече фотограф, значи дека има фотографии на Инстаграм. Ми помага, да, ми помага. Ти ги одобрува и бараш одобрување за објава на фотографии? Да. И тоа, јас од секогаш сакам да се сликам, и мајка ми помага во тоа, таа ме слика, но исто така ми помага, ме советува, ова да правиме, она да правиме, така да навистина уживам со неа. Да, генерацијскиот јас кој што постои се чувствува помеѓу вас дома?
Па некогаш се Мајка ти не е чувствува- кринж, нели? Не. Предпоставувам дека не. Се надам дека Не. не сум ни јас за моите деца, ама Не, тоа ти е треба да кажеш. Па на вистина, еве сега го спомнавте тој поим кринж. Многу често се користи кринж затоа што, нели, особено во нашата генерација е многу застапен. Се е кринж. Во нашата генерација е се кринж. Што е кринж, а што не е, да речем? И по старите генерации се кринж, и ние самите меѓу себе сме си кринж. Но јас сметам дека е тоа многу, да кажам, негативно гледање на работите. И јас сметам дека ако некој нон-стоп кажува за некои работи дека се кринж, повеќе мислам дека тоа се одразува на нивната сопствена несигурност и плашење од излегување од комфорт зоната. Затоа што јас сум сведок дека, например, еве во мојата генерација, кринж е да се крене рака, да се одговори, не знам, да се даде погрешен одговор. Кринж е да си бубалица, значи, како Кринж што е и да си бубалица, кринж е и ако Ама, сакаш на улица, например, да се сликаш, тоа исто кринж. Кринж е ако сакаш да облечеш нешто што е поразлично од другите. Многу работи се кринж. Еве, например, постарата генерација е кринж, они се кринж, но јас сметам дека е тоа погрешно и сметам дека еве тој јаз во генерациите што го спомнавме, треба да учиме едни од други. Значи ние да учиме од постарата генерација, постарата да учи од нас и да се создаде тој заеднички јазик, бидејќи така е најдобро за двете генерации. Како се создава тој заеднички јазик и како да го преведеме кринж на македонски, за тие што не знаат. Постои ли Па не знам превод? како срамота, нешто... Како срамота, да. да. Како нешто што е срамота, например. Или смешно, така за смеење, можеби така би се превело. А инаку како да се создаде заеднички јазик? Па преку комуникација и преку мора да се има волја кај двете генерации. Не треба ниту постарата генерација да каже за помладата дека се млади, неискусни, не знаат, не ги бива, например, и не треба ни младата генерација да кажува дека постарите не знаат ништо, не ги бивало за ништо, туку напротив треба да учиме едни од други. Ние да учиме од нивното искуство, тие да учат како е, нели, сегашниот тек на живот и така натаму, да се надополнуваме. Ти се смениле животот од кога стана мис на Македонија во однос на мажите? Се плашат ли? Ти ни донесе овде нешто, те молам да го покажеш. Ова е некое старо интервју на Кери, од вестникот Вечер, и насловот е "Мажите се плашат од мене". Да. И дали после 20 и повеќе години мажите се плашат и од тебе? Па ете, тоа е многу интересно, бидејќи само што го спомнавме јазот во генерациите, и еве сега ова е од пред 20 и мислам 4 години. И еве сепак истите, да кажам, проблеми, историјата се повторува. Еве, ова излегло за мајка ми, мажите се плашат од мене, а еве и јас во комуникација со моите машки пријатели, многу често ми кажуваат дека мажите се плашат од мене. И сега, тоа е многу интересна тема, затоа што јас никогаш го немам помислено тоа, дека мажите се плашат од мене, како воопшто не ми пада на памет. И, како се вика, еве, јас се обидов да се ставам во нивна кожа и да кажам добро. Например, се плашат од мојата убавина, се плашат од моето знаење, од тоа што сум успешна или така некои работи. Што? Дали е кринж? Дали се плашат? Што размислуваш вака, што зборуваш вака, дали е за нив кринж, за некој? Мислам дека не е кринж, туку е повеќе тоа плашење. Но, например, мене ми е кринж што тие се плашат. Например, тоа е кринж. Исто така популарен термин сега, сличен со кринж е и, например, женското или машкото да добие ик. Да. Тоа исто така сега популарно, например, нешто што е онака грозно или има срамотно, за ик, нели? Да, има као ик. Ето тоа исто така популарно, да кажам на слично ниво се со кринж. И сега, нели, во комуникација со моите машки пријатели, јас воопшто не можев да го разберам тоа, а да ви кажам искрено, ни сега не го разбирам, затоа што еве јас се обидов да се ставам во нивна кожа и да кажам добро, еве јас да имам дечко кој што е поуспешен, поубав, попаметен и така натаму. Напротив, јас не би сакала да се исплашам, да избегам, да не зборувам со него, туку би сакала
да заедно да растеме, да се развиваме, па јас да бидам на негово ниво, што исто така го сметам и тие, нели, ако сум јас, ако ме сметаат за поуспешна, поубава и така натаму, да дојдат некако на моје ниво заедно да растеме, бидејќи нели тоа е поентата на врската, на било каков однос, еве и за другарски однос зборејќи. Така што застапено е тоа плашење, ама зошто не? Како изгледа во пракса тоа? Те догледува дечко во кафич, не знам. Постојат ли порано постоја места, се излегува таму и таму. Сега не знам дали има одредени места. Па, например, тоа плашење може да биде на различни начини. Мислам, може, например, некој да те гледа од страна и воопшто да не ти приде. Или Ти го забележуваш, тоа? Ја го забележувам, да. Или пак да ти пише нешто, па кога ќе дојде моментот да се видите да се исплаши. Или пак само, еве, например, да ти лајкнува сториња, а да не ти пише да искочите. Значи, сака, ама се плаши да превземе некоја иницијатива. Така да... И ти ќе му пишеш прва на тој што ти лајкнува сториња, ти се случило? Да, ми се случило. Да го охрабриш, нели? Па да, мислам, ја нормално немам срам. Мислам, јас сметам дека мажите требаат први да пишат, но јас немам срам да пишам прва. Вистина тоа, ако сакам нешто, не ми било тешко, ниту пак срам јас да превземам нешто. Но има различни игри, да кажам, еве народски кажано, за пуштање. Тој ќе ми лајкне, јас ќе му лајкнам, па тој ќе ми пише, па јас ќе чекам 20 минути, па после ќе му пише. Ќе го оставиш на син 20 минути? Не, на деливер, демек не сум видела. Деливер, нема да ја отвориш уште, да, добра. Да, така да има некои интересни игри, ама интересно е само доколку некој навистина ти се допаѓа. Ако не ти се допаѓа, тогаш ништо не е интересно. Тоа се да кажам некои модерни начини на пуштање, но не можам да кажам дека е застапен само тој начин на додворување или пуштање. Застапен е и, да кажам, по старомодниот начин. Ми се случило, например, некогаш да добијам и букет од момче со кој што се уште се немам запознаено. И, например, анонимно, но потоа дознав од кого е. И морам да признам, еве, можеби не за сите девојки, но повеќето девојки повеќе им одговара тој начин на додворување, затоа што е многу поромантичен. Да, вистина. Да. А самото запознавање е повеќе на Инстаграм. Нема како порано седнуваш во кафич или да. Па да, претежно е најмногу на Инстаграм. Ќе се договориме на Инстаграм да се видиме, па тоа не е запознавање, ма така го викате, нели? Па да. Има различни видови на запознавање, еве, лајкнување на стори, праќање на видеа, например рилови, тоа е исто популарен начин. Мене ми се допаѓа тоа, морам да признам, праќање на рилови. Тоа не е класично допишување. Своји рилови или рилови? Рилови така од Инстаграм што ќе искочат, да, на фидот, на For You page што ќе искочат. Например, праќање на рилови, бидејќи многу се интересни, например, риловите на Инстаграм или еве на TikTok праќање на видеа, бидејќи се многу специфични и може многу да се дознае за одредената личност преку праќање на рилови. Може многу да се развие интересен муабет преку тоа, така да мене ми се интересни сите начини на запознавање, и преку DM, и преку рилови, и преку, да кажеме, еве тие старомодни начини, така што да. Да, интересно е што немате телефони еден од друг. Еве, соработувавме со Иван Крстевски, кога дојдовме пред теретаната, сакавме да му се јавиме, дали е стасан, ти рече немам број од Иван. Да. Значи вие имате целата комуникација само на Инстаграм. Да се слушнете по телефон, не. Еве сега повторно ќе спомнам тој генерацијски јас. Многу често мене мајка ми ќе ми каже, добро, зошто не му се јавиш да разговарате преку телефон. Так. И јас викам, нема шанси, затоа што никако не сме навикнати така, или на камера или нешто. Многу ретко се случува така, еве да кажам, може би voice messages ќе си праќаме, ама многу поретко се јавуваме еден на друг да зборуваме така преку телефон. Тоа станува модерно и кај мојата генерација. Имам пријатели што сакаат да пишуваат пораки, не одговараат на пропуштени повици, мене тоа ме нервира многу. Добро, да, и мене тоа ме нервира, навистина, ако се јавам на некој, сакам да се јави, но поретко се јави ќе застапам. И фотореплај е популарен, не си пишувате, дури ни зборови не трошите, туку слики. Сега јас ти праќам дека пиеш кафе, дека пијам кафе, ти ми праќаш дека се шеташ, дека си на факултет или не знам како. Па да, ете. Значи разговорни слики. Да, и тоа е застапено исто. Мислам, има многу различни начини на запознавање, на комуницирање, и тоа исто, да кажам, сум го искусила преку фотографии. Мислам, и тоа е интересно. Значи, човекот ќе види што правиш, ама ќе ти одговори со зборови, нели ќе стави зборови на сликата. Но
Така и тоа е интересно. Или photo reply chain, како се вика сега тоа. Па да, нормално така се комуницира една слика, јас слика, ти Тоа и во слика. групи го има, нели? Па го има и во групи, да, но јас сум имала искуство сега само вака, еден на еден комуникација со слики. Мене ми се интересни дури и необични тие групи, можеби помали деца го имаат тоа. Околу 30-40 деца се во таа група, а меѓу себе не се познаваат сите. Имаш ли ти такво искуство? Имам такви групи, во скоро време ме додадоа во 2 такви групи и не ги познавам, но си праќаме рилови. Само од нас што ни искачаат, па така заеднички јако на некој биде смешно. Само така зборуваме, а не ги ни познавам луѓето. Што вика мајка ти за сето ова, за ова нова време? Дали е активна на социјалните мрежи таа? Да, мајка ми е активна, не беше активна, немаше Инстаграм, мислам се уште нема Фејсбук, но сметам дека Фејсбук веќе не е, да кажам, толку популарен медиум, но сега мајка ми има Инстаграм и многу е интересно, ја научив исто како да става постови, сега самата става постови, многу добро знае историња да прави, некогаш и поубави од мене прави историња, така да, ете и таму си помагаме, нели, како таа да направи пост, па јас каков пост да направам, па која музика да ја ставим, например мајка ми, бидејќи сам се занимавала со таква професија, точно знае каква музика за каква слика да ставам, така да си се надополнуваме. Имаш пријателки со кои што се гледаш во живо и се договараш по телефон, постои ли такво нешто? Па како се договараме во живо, например на факултет. Да. На факултет, да. А само ако на факултет. Само ако на факултет. Не да кренеш слушалка, туку здраво да одиме на кафе, тоа го нема. Па да, тоа многу ретко. Јас да се јавам на некој да се видиме, не, можеби на порака, окей. Ама вака и на факултет, ете. Вака другачие поретко. Еднаш син ми беше помал и неговото другарче од школа, уште во основно, беше болно и му реков јави му се да го прашаш како е, како мислиш да му се јавам. Не му беше јасно, викам јави му се на телефон и праша го дали е подобар. Му пиша порака, не му се јави, ама тогаш првпат свати дека треба да се грижи за пријателите на тој начин. Скроз јасно, скроз јасно, мислам, да, од една страна многу е поубаво да се јави, а од друга страна го разбирам исто дека многу му е чудно да се јави бидејќи не е вообичаено воопшто. Да. Ја спомнавме мајка ти, уште еднаш кај спомнам, имаше желба да станеш актерка и ми рече во еден разговор дека Кери те одвратила од тоа. Дали се каеш сега? Раскажи ми целата случка. Па, да, до еден степен мајка ми ме одврати од тоа да бидам глумица, но јас сепак длабоко, deep down, не ни сакав толку да станам глумица, ниту пак да се занимавам со уметноста. Јас од малино бев обкружена со уметност, театарски представи, глумци, филмови, музика, свира виолина 9 години во нижо музичко имам завршено. И како што растев и созревав, јас разбрав дека всушност уметноста не е професија за мене. Уметниците се мазохисти, уметноста бара огромна посветеност, жртва, љубов. Нормално сите професии го бараат тоа, но уметноста уште повеќе. И сметам дека мојот карактер воопшто не соодветствува со таа професија. Мислам, јас уживам во уметност, јас сум уметничка душа, имам слух, можам да пеам, можам да свирам се, но повеќе сакам да уживам во уметноста отколку да ја создавам. Сега свириш виолина или тоа беше тогаш само? Воопшто не свирам, дома ми стои, ама не свирам, за жал. Сакаш да станеш правник? Која година си на факултет? 3-та година сум на правен факултет, Јустинијан I, на правни студии. Сега сум последна година, после треба да запишам мастер. Па, мене ме интересира правото, многу интересна професија ми е, динамична. Сакам да станам адвокат, ќе видиме, навистина е долг процес. И можеш, мислам, дека? Да, дај Боже. Би била добра. Имаш, кажи ми за ораторските надпревари, за кои што пишувавме уште кога замине на мис. Да, навистина ми беше чест да учествувам на таков одличен настан и во Пухан, ораторски вечери на правниот факултет. И јас одлучив да се пријавам во прва година. Значи прва година, прв семестар, само што се запишав на факултет, јас се пријавив, бидејќи имав љубов за јавното говорење уште од средно, благодарение на моите професорки по македонски јазик. Така што се пријавив без размислување, уживав на пробите и се, имав говор кој што
за жал е се уште актуелен, а темата беше која плаќа цената на војната и тероризмот. Нели се уште е актуелен, се уште има војни. Единствено нешто што би сменило од мојот говор е да ги зголемам бројките. Повторно ќе кажам за жал, но да се наврата на надпреварот, навистина беше одлично и ми беше чест да учествувам на надпревар кој што се одржува во чест на професорот Иво Пухан, кој што исто така му предавал на дедо ми, кој што е поранешен адвокат. Така што не само што ми беше чест да учествувам, туку и да бидам двоен победник. Како се викал дедо ти? Орхан Невзати, да. Браво. Тој е поранешен адвокат и тој е, да кажам, најмногу заслужен зашто ја се запишав на правниот факултет. Браво. Со оглед на темата морам да те прашам и дали следиш дневна политика, дали следиш... Следам, да. Да, те интересираат општествени теми. Да, мора правниците мора да ги интересира тоа. Затоа што младите не следат многу? Па не седат многу, да, сите млади не седат, но правниците особено мора да ги интересира и глобалната ситуација и политика, значи колку и да не сака некој правник да биде во политиката, сепак треба да биде информиран, не мора да биде политички определен, но треба да биде информиран. Дали гласаш? Да. Ме интересира како го гледаш Скопје денес, кога го снимаме ова, ние го снимаме ова на 13 ноември, празникот на вашиот град. Да. И што ти фали тебе? Што би сменила во градов? Па, например, има времето е денеска многу убаво. Па многу работи може да се сменат тука. Навистина Македонија, еве во конкретен случај Скопје, има огромен потенцијал. Нели, градот да биде почист, да има подобра инфраструктура, да има подобар сообраќај. Едноставно ситуацијата со кучињата скитници да се реши, бидејќи состојбата во еден град, во една држава се е огледало на тоа, нели, дали има кучиња скитници, каков е сообраќајот. Преку тоа може да се види целата слика на еден град. Рековме дека за мис нема да зборуваме многу. Има ли стереотипи кои што те следат откако стана мис? И кои се стереотипите? Има, Милица, да, има стереотипи за мисот. Има многу надпревари за убавина, навистина, но јас имав чест да ја представувам Македонија после повеќе од една деценија на најпрестижниот и најстариот избор за мис, така? А тоа е Мис World, каде што не само што имав прилика да запознам 110 убавици од целиот свет, туку имав прилика да видам како една многу добра организација на Мис World делува и можев да видам дека тие стереотипи, дека девојките се празноглави, дека се само убави, немаат цел, немаат ништо друго паметно да кажат освен да бидат убави. Токму тоа видов дека не е така на Мис World. Видов дека секоја девојка не само што е убава, има и цел, и затоа Мис World е всушност и убавина со цел. Има таков дел во Мис World, Beauty with a Purpose. Така што затоа Мис World е најстариот и најпрестижниот надпревар. Да, стереотипите за една девојка која што е убава и паметна како тебе, не мора да биде мис. Па добро, тоа се тие стереотипи истите кружат, дека ако си паметна не може и да си убава, мислам обично е така, но јас можам да кажам дека се немам соочена со некои такви стереотипи, фала Богу, нели? Ни хейт коментари? Па добро, секогаш има хейт коментари, нормално, но не многу. Имаше толку огромна подршка имав и јас сум благодарна до ден денес и секогаш ќе бидам благодарна на сите, дури на луѓе што не ги познавам воопшто, значи цела Македонија, моето семејство, нормално моите пријатели, така што сум многу задоволна заради тоа. Браво. Како го менаџираш Инстаграм и ТикТок профилот? Правиш ли некој план колку често да постираш? Да, мене ми се смени начинот на постирање и зачестеноста. Например, пред Мис World, за време на Мис World, исто така постирав скоро секој ден да покажам какво е моето патување во Индија. И сега после Мис World, исто така се трудам да постирам кога можам. Например, јас не се оптеретувам многу дека морам секој ден да постирам, секој ден да ставам стори. Јас едноставно во тоа уживам во постирање, во сликање, во постирање, во правење интересен контент, така што да.
Не, И на Инстаграм не и си на обседната со инсайт, не дали сум ти обседната, да. ти растат фоловери, дали ти... Не, нормално мислам, јас го гледам тоа, но не сум обседната, бидејќи тоа е лошо за човекот да биде со тоа преоптерет. Јас кога бев мала ме учеа дека треба да загинеш за другар, а дали ти имаш вистински пријатели, дали постојат вистински другарства во денешно време? Постојат, но многу поретко има вистински другарства, за жал. Јас се трудам да се дружам што повеќе, да наоѓам вистински другари, бидејќи да се има другар е многу важно во секоја прилика, за поддршка, за разговор, за излегување, за се е многу важно да се има пријател. И партнер, претпоставувам. И партнер, да. Чарна, фала ти многу, многу работи ме научи. Ке размислам за сето ова што го зборувавме и да ни дојдеш пак. Ви благодарам и вам многу.